Скопје се претвори во епицентар на револуцијата. Во напуштениот хангар, трансформиран во база на отпорот, се одржа настан кој комбинира музика, активизам и екологија. Со овој настан сакаме, правејќи симулација, да ги освестиме сите дека оваа симулација не е симулација, туку е реалност. Дека она која ќе излезат надвор е таа реалност, дека ние стварно живееме во еден киберпанк свет, каде што корпорациите владеат и каде што разликите помеѓу нормалните луѓе и оние што се наврвот се преголеми. И дека имаме толкава технологија, мислам, секој еден моментално користи ChatGPT за како сопствен психијатар. I like to create music that challenges people, music that is very extreme but also very beautiful at the same time. I have a background in classical piano, so I am very enamored by beautiful soundscapes, immersive storytelling, but also very brutal and very animalistic energy and intensity. I think sounds or ideas or energy that makes me feel uncomfortable at first, but then forces me to think about the art in a different way. Music production is more democratized nowadays than ever before. Everyone can become a music producer, and with the internet and short form content, anyone is able to make a living and to spread their art to the rest of the world. So I think that first I'm able to enjoy a lot more people's unique narratives, and encourages me to really tell a story that's unique and true to myself. До некаде да и до некаде не, ама мислам дека се повеќе и повеќе младите го креваат својот глас на некој начин и покрај се тој глас пробива. Таму се одрази малце поотсечно и појасно сето тоа, отколку тука. Тука имаше протести, се разбира, исто и за тоа во почна нешто се случи, за се што се има собирано низ годините да се во држава и во градов. Можам да направам споредби, меѓутоа има и разлики. Сепак мислам дека и младите тука го имаат тој бес што го имаат и младите во Србија, например, или во цел свет, само што се нема одразено толку јасно, можеби. И како отпор против сето тоа што мене лично ми се случува или пак на мои познаници и мои блиски им се случува или на целото општество што ни се случува, е некаков вид на отпор или глас против тоа или едноставно начин да се искаже, да се стави на хартија, што се вика, да не седи во нашите мисли и да не јаде цело време. Тишината е луксус што веќе не го можеме, не запишува, препознаја да се